Катерина Ристовска прашува кои се бенефити од користење на просо. Кате, просото е многу едноставен, многу ефтин продукт и многу постојат начини како може брзо да го приготвиш со додатоци некакви, затоа што претпоставувам и ти не би го јадала просото како единствено нешто без никаков зачин или слично. Но ќе го оставиме тоа за друга прилика, затоа што не ми е целта да кажувам за рецепти. Просото, прва работа, ако го гледаме нутритивно, има најголем број на јаглехидрати, има многу мал број на масти, има некаде околу 11% на протеин, витамин Б и многу други минерали кои што го прават па би го ставили некаде во супер храна. Јаглехидратите се сложени, здрави, добри јаглехидрати. Има растителни влакна кои што дефинитивно и научно е докажано и фитонутриенти кои што од една страна помагаат за да се одржуваат добри нивоата на холестерол во крв, од друга страна многу добро ги поддржува дебелото црево, тоа значи дека е добро да ги има бидејќи му помагаат на дебелото црево и научно е докажано дека одложуваат појава, не дај Боже, на рак на дебело црево. Магнезиумот кој што го има во доста добри количини помага повторно за релаксација на мускулите на крвните садови, што повторно помага и во кардиоваскуларни ризици. Исто така, протеинот од 11% и аминокиселинскиот состав го прави добар за многу системи во телото, вклучително и за нивото на триглицериди одржување во телото, и има само еден единствен ризик, доколку се претерува. Содржина супстанца, заборев само како се вика, небитно, содржи субстанца која што може да ја наруши работата на тироидната жлезда и да ја наруши апсорбцијата на јод, која што е многу важна за тироидната жлезда и да поремети, можеби да направи хормонален дисбаланс. Но тоа, за да се случи, треба навистина да се претерува, затоа просото нека не биде секојдневие и да бидеме фанатични и религиозно да го јадеме, туку сепак се работи за користење како и секој друг продукт. Да речеме, можеш да ти биде субституција на ориз, на компир, на паста и така натаму, дека да можеш да го инкорпорираш слободно во исхраната и во првиот дел од денот во оброците како ужинка или можеби главен оброк, така да дефинитивно е супер, но повторно не е нешто што треба фанатично да го јадеме.